Стадион, емисија за вашата вистина. Разговарајте, критикувајте, прашувајте слободно. Дебатата е демократија. Стадион, емисија за вашата вистина. Добро утро, Македонија, добредојавте во редовното издание емисијата Стадион. Јас сум Столен Амо, денеска наш гостин министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Нашите наслови за денеска се нема пасош, нема мир. Добар е наслов? Одлично. Поврзани со адвокатура и со судство, со вашата. Одличен наслов, ова не сум го чул до сега. Ама и министер за пасоши. Ке работите ли нешто друго, освен да се бавите со пасоши? Значи, ке треба малку во наредниот период да се фокусирате и на изборите кои што се под ваша безбедносна палка, побарање на ДИК и другите работи кои што беа дел од критиките и ветувањата на ВМРО-ДПМН на бројните пресконференции кои што јавноста сега ќе бара некакви информации или постапки и процеси да започнат од ваша страна. Тошковски, не сте вие некоја енигма, барем за така постручната јавност, за пошироката јавност може би сте енигма, ве знаат како член на работна група која што преговараше за законот за јавно обвинителство во клубот на пратеници, тоа беше пред 3-4 години, 5. Така е. И ве знаат како адвокат и тоа, како добар адвокат, па ми рекоа, ако ти треба нешто совет за недвижности, за имотно-правни односи, барај го Тошковски за катастар, па заради тоа може би очекував во некој друг период да бидете министер за правда, директор на катастар, а не министер за внатрешни работи. Од каде се испадна тоа? Обично Наке Чулев беше во фокусот, ниту еден новинар не ни помисли дека може да биде Тошковски, се споменуваше Менкиновски и после тоа Тошковски како најблизок соработник на Мицковски. Столе, пред се благодарам за поканата, благодарам за честа да бидам дел од твојата емисија. Исто прашање го имав пред некој ден на друга емисија и истиот одговор ќе ти го дадам и тебе. Тама работа. Дадов збор дека кога ќе биде најтешко, ќе се нафатам за која да е позиција која што ќе треба да се сработи. А познат сум дека кој ќе дадам збор го држам зборот, така да тешко го давам, ама кој ќе го дадам го исполнувам. Така да и така излезе ова со јас да сум сега на позицијата на која што сум и мислам дека можам соодветно да одговорам на сите предизвици кои што ги има, како во делот на микроменеджирање на ова со пасошиве, кој што мора да признаеме дека е огромен проблем за нашите граѓани, така и во делот на, јас би сакал тоа да го крстам владење на право, правна држава, еднаквост на сите пред законот, а поврзано со позицијата на технички министер, кој што треба заедно со останатите политички фигури во Министерството за внатрешни работи. Значи, јас таму не сум сам и не раководам сам со Министерството, раководам заедно со дополнителен врзани потписи. Заменик има министер, и заменик, а во рамки на Министерството си има и заменик министер, државен секретар. си има и државен секретар и директор на Бирото за јавна безбедност, кој што исто така не е од мене поставен и е оперативно клучна фигура во рамки на согласно Пражинскиот останува он. Така е. Така да нашата примарна цел треба да е гарантирање на фер и демократски избори, се со цел да може граѓаните на Република Македонија да си го остварат своето право на глас врз основа на свое лично убедување, а при тоа сето тоа да биде истерано во еден процес на мирно море. Тоа е основната гаранција, основната задача зашто ние во овој процес како слободно можам да кажам како технички лица за техничко спроведување на процесов, треба да сме таму кај што сме. Сега, зошто велам од аспект на владење на право, заради тоа што токму тој сегмент нема да речам 6-7 години за да алудирам само
само на овие кои што Расширете малку, расширете. Најмалку 10 години, тоа е, јас сум познат по таа изјава, дека владењето на правото во нашата сакана Македонија е на многу ниско ниво, да не речем го нема. Се злоупотребуваат институции, се злоупотребуваат позиции. Сето тоа во насока на лични интереси и народот го гледа тоа. Го гледа и онаа парола на нема правда, нема мир, јас имам многу пати употребено во рамки на кривични постапки, каде што како адвокат сум застапувал многу луѓе, особено во рамки на политички мотивирани процеси, каде што без докази, без факти, без аргументи, без никаква логика на процеси, биле носени пресуди во прв степен, па и имаме и правосудни пресуди, дури потврдени од Врховен суд. Тушковски, чувствувате ли како адвокати вие одговорност? И адвокатите се делат тоа или судиите се само и обвинителите за тој низок процент? Апсолутно. Сега 1%, 4%, не знам дали некојаш бил Ама знаете ли зошто ние адвокати? за доверба. Заради тоа што... И вие сте дел од тоа. Апсолутно, да. Добар адвокат е тој што ги знае судиите и прави ја лаж, вериш. Не, тоа е лошата перцепција за добар адвокат. Па не знам ја за поинаква во држава. Извинете, јас познавам адвокати кои што се неверојатни експерти во областа која што ја работат, а при тоа не прават алаш, вериш, со судиите и со обвинителите. И тие се најреспектирани во фелата. Тие се најреспектирани во фелата. И во фелата на граѓанско право, и во фелата на кривично право. Прашајте ги. Како народот да поима? Прашајте ги, моите колеги ќе ви кажат дека токму тие кои што се професионалци се најреспектирани во фелата. Особено во нашата фела, пошто ние се знаеме кој каде е, што е, зошто е. Така да, меѓутоа, зошто сметам дека ние адвокатите сме допринеле на овој процес? Не од овој аспект вие кои што го говорите. Заради тоа што ние треба да сме интелектуалниот ум кој што во најмала рака ќе е гласен. Ќе е гласен во рамки на општеството, за да, исто како што вие новинарите сте сега многу погласни него пред 10 години, нажалост не можам да го кажам тоа и за адвокатите. Многу мал број на адвокати се осудуваат да бидат гласни, со секоја чест на колегите кои што се гласни, и кои што да зборуваат и за потреба на закони и реформи. Значи особено ги почитувам оние колеги кои што се решаваат да излезат надвор од комоцијата на адвокатурата, која што е многу убава професија и многу добро може да се живее од таа професија, не само од материјален аспект, туку и од интелектуален, културен. Знаете, ние адвокатите имаме време и да читаме, и да се надградуваме, и да се обучуваме, и добро да заработуваме, и така натаму, и така натаму. Но, ние адвокатите би требало да имаме една малце општествена одговорност и од тој аспект, да, како адвокат ја прифаќам осудата дека не сме биле доволно гласни во изминатиот период, а ако сме биле, ќе сме допринеселе. Ако сме биле гласни како што сте вие новинарите гласни сега, многу повеќе ќе сме допринеселе во рамки на создавање на еден минимален праг на праведност и правичност. Зошто? Не знам дали се сеќавате, јас ова кое што го говорам сега, овие последниве месец дена, јас го говорам најмалку едно 6-7 години, а може и повеќе. И истото го говорам. Јас не сум го сменил начинот на комуникација и со јавност, и со новинари, и со луѓето околу мене, и со сите. Меѓутоа сега... Дали го зборував тоа и во времето на Груевски, кога се зборуваше за заробена држава? Истото го зборував. Истото го зборував кога јас го чувствував како такво. Кога се спомнува термините тефтерчето на министерката на... Видете се, тоа е политиканство. Дали тогаш бевте гласен? Јас, што ми е суштината? Драго ми е што од позиција на фокус на внимание на јавноста, она кое што го зборувам многу долг временски период, сега се потврдува и излегува, пошто сега фокусот е на мене и сега луѓето ја примаат информации. Претходно можеби не сум бил доволно таргет на јавност. Или атрактивен. Но сега драго ми е што она кое што го говорам допира до луѓето и навистина имав една позната изрека, ние адвокатите сме фикуси особено во кривичните фикуси класични.
Класични фикуси. Сега не се- Фикус нели убаво. Не се навредувате се. Абе столе, слободно извадете ги моите изјави кои што многу пати сум, најмалци сум го кажал, 10 пати тоа на телевизија до сега. Адвокатите, особено во политички монтирани случаи, се фикуси. Зошто се фикуси? Заради тоа што го разубавуваат просторот со нивното присуство задолжително во судница. Верувајте ми. Верувајте ми. Значи, она што сум го видел во судски постапки, од аспект на непрофесионалност, од аспект судии? на од судии и обвинители, непрофесионалност потенцирам, неписменост, Кај завршиле ти? абе, кај завршиле? Па не знам кај завршиле, вајда завршиле негде. Имаме и академија, имаме правени. Дел што ги знам завршиле кај нас. 26, 27, Дел на други места 30. вајда завршиле. Вајда не им се фалш дипломите. Од аспект на, како да кажам, мотивираност ради други цели, а не ради правда, не ради право. Згрозен сум бил. Згрозен сум бил. И тоа е вистината. И сега јас ова не го говорам сега прв пат. Ова го говорам многу години наназад. И многу ми е жал што е така. И се надевам дека еден ден со гордост излезам и ќе речам дека адвокатурата согласно уставните дефинирани правила на игра, пошто ние сме адвокатите сме уставна категорија, ќе си го завземе соодветното место во рамки на нашето општество. Меѓутоа за да се случи тоа, треба адвокатите да бидат многу погласни и еве уште еднаш ќе кажам, ги поздравувам сите колеги кои што имаат јавен настап и кои што јавно се борат за човекови права. И јавно се борат за право и правда. Ова со профилот. Само така можеме да допринесеме, како што допринесувате вие новинарите, не само адвокатурата, туку и целокупниот правосуден систем да го качиме едно скалило, најмалку едно скалило повисоко, да е што е можно поблиску до правда и правичност. Профилот, да го заокружиме и со... Сте гледале Црвениот кој? Ташко Георгиевски. Сум го гледал. Зошто ве прашувам, вие сте македонец, кој ќе речете Егејс, тоа е градот, а не е коректен. Мене тоа не ме навредува. Јас сум Македонец од Егејска Македонија, може така, или македонец од Грција. Вашиот татко е роден во Ташкент, во Така е. Узбекистан. Така е. После дојден тука. Не, вака се. Јас сум многу горд на моето потекло во делот на тоа дека Да не се обидат сега грк да ве наречат, да направат ваков, ама како таков. сакаат нека ме наречат, јас знам што сум. Само јас можам правно да се дефинирам што сум. Никој не може да ми каже што сум. Јас знам што сум, јас сум македонец. Кој што македонец е горд на своето македонско потекло. Моето македонско потекло по татко е од Костур. Баба ми и дедо ми се родени таму. Баба ми и дедо ми учествуваат во граѓанската војна во денешна Грција. Се со цел тогашните, дедо ми го зборил. Се со цел да тогашниот дел од Егејска Македонија, денес во рамки на Грција, тоа била неговата визија, тоа била неговата борба за слобода и неговата борба за самостојна Македонија, да биде дел од една генерална, така, Македонија, на територија на етничките граници тогашни, каде што македонецот бил апсолутно мнозинство. Значи во Костур, во Вишини и во Церешино, селото од каде што се баба ми и дедо ми, 95% биле македонци. Ова ви го говорам. Не, внимавајте што зборувате сега, сте министер, не сте адвокат, да не се јави одма грчката амбасадорка. Ама јас говорам за историја. На грчката амбасадорка го кажавте ова? Ама јас сретавте? со грчката амбасадорка зборевме за решавање на проблеми кои што денеска ги имаат македонците. Ама она знае од кај сте, од кај вие Не знам семејството, дали знае сигурно од каде сум јас, но јас говорам сега за историја која што е таква. И јас ова не го говорам за тоа што не знам, за тоа што ме прашавте и за тоа што така било и јас ова го имам како емпирија од својот дедо добијан. Односно кажано. Баба ми и дедо ми, нажалост, завршила како што завршила граѓанската војна, истите се протерани, дедо ми е ранет во тој период,
и се протерани од Грција, денешна. Од нивните родни огништа. Во тој период не можеле да првен пробале да дојдат во Македонија, на денешна, територијална, имало соодветна бариера, препрека од страна на тогашните власти и истите преку Албанија, качени во бродови, ги носат во Ташкент. Таму е роден татко ми, на 4,5 негови години се преселени во Скопје, се вратени во Македонија. Во Скопје е родена тетка ми, во Велес е роден чичко ми. Чекайте, селото споменавте Чакаларов, од тој крај? Чакаларов е исто од Костурско, ама Чакаларов е од Смрдеш. Така се вика селото. Сте биле таму? Сум бил. Не во Смрдеш, сум бил во Костур. Има, живеат луѓе, сега ли е пусто? Во покажување, видите, ова малце ми е болна тема. Покажување на дедо ми, Бог да опрости. По завршување на граѓанската војна и по бегањето нивно од родниве огништа, неговото село е скоро уништено. Се тоа што дури и гробиштата нивни биле изорани со плугови и со како да кажеме, биле уништени. Биле уништени тотално. Ама тоа е историја сега. Јас добро, одиме понатаму профилот да го запишам. Но јас не можам да избегам од таа историја и не сакам да избегам од таа историја. Историјата треба да не направи попаметни, историјата треба да не направи поразумни, историјата треба да ни даде патоказ за тоа како треба да се движиме во иднина и за тоа што се треба да сториме за да го зачуваме она кој што сме го наследили од нашите предци. Уште две прашања, после тоа да преидеме на онаа тема која што ни е. Аз со грчката амбасадорка, извини пошто ме праша, разговаравме на тема за иднината и за сегашноста. Грчката амбасадорка најодговорно можам да тврдам дека си ги штити во целост интересите на својата држава. Министрот за локална самоуправа во една емисија кажа дека на следба, и он имал овој период за друга намера, му забележала и му презентирала дека има над 240-250 прекршување од локалната самоуправа на Преспанскиот договор. Дали нешто на таа тема вам ви кажа министерката? Амбасадорката? Не разговаравме на таа тема, разговаравме на темата која што беше болна и се уште е болна за нашите граѓани. За тоа што тоа беше темата која што јас сметав дека треба да разговараме и таа тема ја разговаравме. Како да го решиме овој период, заради тоа што во овој период имаме многу голем проблем. Но од кој аспект имаме многу голем проблем? Имаме многу голем, ова го повторувам многу пати. Имаме многу голем проблем заради тоа што ние како држава кршиме основно човеково право. Тоа колку и да не им се допаѓа на моите јужни соседи, колку и да не им се допаѓа на некој, на огромен број од функционерите кои што се моментално во влада, колку и да не им се допаѓа на пратениците од ДУИ и СДСМ, е факт. Факт е дека се крши. Јас сакам секогаш да зборам со слобода на движење. Така. Значи факт е дека се крши правото на слобода на движење и факт е дека се крши огромен број на меѓународни конвенции. Факт е дека се крши и меѓународен пакт за граѓански и политички права, член 12. Факт е дека се крши универзална декларација за човекови права, член 13. Факт е дека се крши Европската конвенција за заштита на човекови права, протокол 4, член 2. Тоа е факт. А тоа, како право,
слободно можем да кажем дека е од најголемите придобивки цивилизацијски на 21. век и заради тоа истото е заштитено со овие меѓународни акти. Сега, единствени освен нашиот грчки сосед. И, колку што разбрав, Босна и Херцеговина не дозволува моментално патување со старите патни исправи. Бугарија дозволува. Па немам информација дека не дозволува. Единствена информација што имам е Јас знам дека дозволува, ама нашите да не ги враќаат. Па тука е маката, бе, сто. Тука е болката. Видете се, јас како адвокат цело време сум се борел за човекови права. Цело време сум се... А може се плашат да не им забележат дека не го почитуваат Преспанскиот договор. А ова е над, треба да биде над. Јас како адвокат треба да ги кршам основниве човекови права дефинирани со сите овие меѓународни акти, дефинирани согласно одлука на Уставен суд, еве одлуката. Овде е утврдена повреда на право на слобода на движење и многу битно согласно одлука на судот во Страсбург. И сега, зошто ние се правиме дека сме глуви и слепи? Зошто? Зошто Зорле насила, Зорле е Велешки, насила значи, сакаме да говориме за наводно, јас одговорно тврдам, за наводно прекршување на одредби од билатерален договор од една страна, а од друга страна флагрантно кршење на основно човеково право. Ево го, еве. Ама има И тоа, пазете, Мемедова и други против Македонија. Еден од екземпларите е токму Македонија, каде што судот во Страсбург констатирал дека го слобода за напуштање на државата. Има еден податок, мислам дека Спасовски го презентираше или од МВР, не се сеќам точно. И на Грција им одговара да не толерираат со старите документи, затоа што на ниво на една година мислам дека околу 14 милиони излезе од Македонија кон Грција има. Да речеме дека Србите држат околу 3-4 милиони и ако направиме пресметка, тоа се големи пари што им се битни на нив. Значи, така да мислев дека ќе имаат они обзир за тоа малку повеќе. Ова што го зборам врз основа на факти и аргументи, врз основа на меѓународни конвенции, врз основа на пресуди на Страсбург, врз основа на договорот од Преспа, врз основа на, ова е многу битно, врз основа на заклучоци кои што се донесени на состанокот одржан на 13.2.2024 година при Комитетот за патни исправи на Европската комисија, каде е констатирано дека, значи заклучокот е следен, ова зошто го велам? Излегоа мои колеги од лавата, особено колегата кој што води едно од министерствата, а тоа е должност за комуникација со нашите меѓународни пријатели, и кажаа дека погрешно сум интерпретирал, немало никаква одлука и така натаму. Јас сум многу прецизен кога говорам и многу внимавам кој збор го употребувам. Одлука никогаш не сум спомнал дека е донесена. Ја не знам што демантираа они. Јас го кажав следново, зошто? Заради тоа што цитирав. И пак ќе цитирам. Кој е главниот акцент? Така Столеве, читаш ти? Да не спомне дека лошо читам. Така е. Главни акценти. Овој документ иначе од постојаната мисија на нашата Македонија сакана при Европска унија во Брисел. На 19.2.24 е доставен до Министерството за внатрешни работи. Подброј да не го читаме се, и тоа не видно. Земјите членки изразуваат разбирање за прашањето и волја за надминување на проблемот преку изноѓање на практично решение во најкосможен рок. И сега ми велат, ама тоа не било одлука. Па не е одлука. Кој рече дека е одлука? Ај сега идемо понатаму. DG Home, тоа е главен директорат во рамки на Европската комисија, кој што се занимава со овие прашања, повтори представникот, повтори дека на одржаниот состанок на Комитетот за патни документи
било покажано разбирање и флексибилност меѓу земјите членки во однос на техничката природа на прашањето. Со оглед дека само Грција известила дека не ги прифаќа пасошите со старото име на државата, во принцип тоа би значило дека во моментот граѓаните на Македонија може да влегуваат и излегуваат во другите земји членки на ЕУ, пак ќе повторам, може да влегуваат и излегуваат во другите земји на членки на ЕУ, но со укажување дека конечната одлука за прифаќање на старите пасоши е на самата земја членка и тоа може да го направи и без навремено да ја информира Европската комисија. Точка. Беше речено и дека земјите членки се свесни за неуморната работа што е направена од страна на Македонија и ќе продолжат да даваат поддршка во текот на овој процес. Значи, кај сега работата? Сега што е многу битно. Ај сега вака. Сакам да знаат граѓаните. Многу е битно граѓаните да знаат вистината, многу е битно граѓаните да ги знаат фактите и аргументите за да може да оценат дали е така или не е така и зошто и кој им ги прави маки кои што ги имаат сега. Јас не го говорам ова за да судам некого во минатото. Дали можел или не можел или така или вака. Во препораката вели дека неуморно работела Македонија. Тоа е комплимент за вашите претходници. Така е комплимента, да. Така е. Така. Јас читам се и тоа што го пишува во мој интерес, ама и тоа што не го пишува во мој политички интерес. И јас не ги судам, вака било, така било, воа било, тоа било, небитно. Имам еден интерес, а тоа е да им ги решам маките на граѓаните. Маките на граѓаните со реорганизација, со зголемување на бројот на луѓе кои што работат во министерство, со отварање на нови пунктови, со воведување на втори смени, со од 4 да сликаат 28, со да ќе се ублажат, да ќе се подобри, да ќе го качиме бројот на луѓе кои што може да ги фотографираме месечно од 50.000 на 80-90.000 и така натаму и така натаму. Бројки кои ги говорам за Скопје, пошто таму е најгорливиот проблем. Да, па заради тоа се поставува прашање зошто не вие барем сега нема толку гужва. Се делегираат на друг. Може ли тоа да го направат или треба закон да се смени? На пример во Штип немаше гужва, во Струга. Мојот пријател не е така едноставно. Не можеше затоа што не е така едноставно. Има таму кас картички, безбедносни заштити и така натаму. Не е буцни прачка пивино процес. Но што е битно? Битно е граѓаните да знаат дека овој проблем за да се реши од технички, објективни и други параметри, говорено за зголемување на луѓе, не знам, базни станици, принтање и така натаму, во временски рок 12.2. Тоа е временскиот рок кој што согласно договорот е утврден, но не е пречка согласно договорот и тоа сакам да го објасниме, туку е пречка согласно законот за патни исправи. Значи законот за патни исправи е проблематичен. Не е договорот во овој дел. Кога се носеше законот требаше биде пофлексибилен, требаше да го предвиди кога се носеше законот требаше 21 требаше да има не само законот, кога се склучувало и договорот, требало да има луѓе кои што не се полтрони, кои што не се луѓе кои што не си ги сакаат своите граѓани. Да го предвиде тоа. Туку да имаше луѓе кои што ќе имаа минимум љубов кон своите граѓани и кои што ќе имаа нормален однос кон својата држава и да не утврдуваат вакви рокови од 5 години кои што се mission impossible да бидат исполнети заради тоа што важноста на исправите сите знаат дека е 10, а при тоа флагрантно да ги лажат своите граѓани, флагрантно е како да кажам, на лице место... Дека ќе важат старите. Така е, дека ќе важат старите и дека нема да има никакви финансиски трошоци по македонските граѓани. Вие на почетокот се збунете. Прво рековте казни, после нема казни. Кај сум рекол казни? Сообщение имаше. Не. Имаше дека најдете Столе нема да важат, па после ќе важат. Јас многу внимавам што зборам. Најдете од мене една изјава најдете. Кај што јас сум рекол дека ќе казни. Една. Нема таква. Знаете зашто? Се ќе ви кажам зашто. Јас сум секогаш отворен. Кога има изјава дека возачките нема да важат. Односно ќе важат, извинете. Ќе важат, да. Таква изјава има. И таа изјава мислам дека беше во првата недела, ако не беше и првите 3-4 дена додека бев министер. Ама така мислев. Мислев дека ќе важат. Не можев да поверувам дека до толку се беспаметен. Бошњаковски мислел дека ќе важи. Не, колега ми сега Бошњаковски, не знам што мислел, ја не знам кој е Бошњаковски.
Ама Портпарол на влада беше тоа. а господинот кој што тврдеше. Океј. Ја не знам што мислел. Јас знам што кажал. Јас знам за себе ја што сум мислел. Само јас за себе си можам да знам што мислам. А он нека каже што мислел. Од аспект на тоа што мислел. Ама јас знам он што кажал. А јас сега говорам за себе си. Дента кога кажав дека возачките ќе важат, јас мислев дека ќе важат. И заради тоа што очигледно е дека во процесов ме сака Господ и ме, како да кажам, ми помага на 2-3 пати, ако сакате ќе разговараме и на што точно мислам и понатаму. Мој близок пријател ми се јавува, кој што е исто вработен во министерството, и ми вели: министер, направи фаул денеска на, не знам на која телевизија бев, нема да важат вика возачките. Како ја викам нема да важат? Нема да важат вика и таму е истото решение кој и ваму. Отвараме, гледаме, читам, не ми се веруваше. Значи не ми се веруваше, Столе. Ако не го направев она кој што го направив, ако не го направив притисокот во неделата, на Канал 5 и директно не ги запознав граѓаните со кој проблем ќе се соочат. И ако не се дигнеше она јавно внимание од страна на нашите граѓани, верувајте ми, немаше ни ова да го сменат. Знаете ли зашто? Што ви го земат за зло сега дека сте правиле намерно хистерија за да после да бидете месија. Они нека го земаат како сакаат. Јас сум горд на тоа што граѓаните денеска може да возат со возачка дозвола. Ама знаете кај е пародијата? Што сум горд на работа која што треба да е основна должност на државата. Видете, ние денеска сме, не само јас, сите ние, пазете, сме зачудени ако некој ни рече добар ден. Сите ние како граѓани сме зачудени ако министерот сам си го измие филџанчето. Знаете зошто? Заради тоа што се изгубени основните морални вредности и основните принципи на едно нормално, културно и професионално поведение. Ајде сега да отворим уште една тема. Вчера гледам, излезе на како се икона на интернет, премиерот технички, исто како што јас сум технички министер, тој е технички премиер. Отишол во СВР Тетово. Шофери? Така е. И сега таму влегол како што влегол, дали бил најавен, дали бил ненајавен, не знам. Но бил малку по-совисок тоа. Но искарал, зошто сте дозволили ова се случи, колку работите, што работите, тоа е меѓу другото и ваша работа. Може би вие требало да прошетете така напред. Инаку идете на Џафери, ако се кадате, и во собранието имаше една снимка каде што совисок тој им се обраќаше на службениците, викаше по нив дека Ама тогаш тоа не беше моја работа да го коментирам. Сега ова е моја работа да го коментирам заради тоа што јас сум министер за внатрешни работи и никогаш во животот не ми се случило со ниту еден мој вработен на таков начин да се однесува. Ви се пожалија од Тетово? Апсолутно ми се пожалија. И морам да изреагирам. Ама забелешка има, зошто само у Тетово не сте го сменили началник? Не, и за тоа ќе разговарам. И за тоа ќе разговарам. Ја многу работи, 11-15 нема шанси да Денеска очекувам техничкиот премиер во најмала рака да излезе да се извини за неговото вчерашно поведение. Зошто? Ние еден државен службеник, ние еден вработен во првиот сектор, ние еден колега не заслужува таков начин на третирање од страна на хиерархиски над него. Така, премиерот вајда е хиерархиски над вработените во управните служби. Особено ако говориме за жена, нечија мајка, нечија сопруга и во конкретниот случај да е болката поголема, тоа е жена чиј сопруг го дал својот живот на служба токму во рамки на Министерството за внатрешни работи. Јас, Столе, дозволи ми да завршам тоа. Намерно се не верувам. Јас не верувам, не, види, јас сам ќе го кажам тоа. Јас не верувам. Дури сум 100% убеден дека техничкиот премиер тоа не го знае, од кај ќе знае. И јас не знаев кој е. И јас не знаев кој е, но верувајте ми, во најмала рака тоа не личи на ништо. Не личеше на ништо. Моето поведение и култура не ми дозволува на таков начин да комуницирам со никого, а камоли па со некој што е хиерархиски под мене.
особено за луѓето кои што се иерархиски под вас, треба да имате минимум респект и почитување. И пак ќе повторам уште еднаш, ова не сакам никако политички да се свати, но имав многу реакции од многу колени, многу реакции имав од многу колеги, и ако ништо друго, од страна на еден технички премиер, кој што моментално е највисока позиција во рамки на државен сектор, така, по хиерархија, ако не го заеме председателот на државата и председателот на собрание, едно од трите највисоки, очекувам да се извини. Не заради друго, заради тоа што тоа беше жена и тоа е вработен кој што хиерархиски е под него. Таков однос не доликува. Особено не на премиер кој што треба пример да даде. Можете и директно на влада да му го кажете ако одите на седници. Ќе му го кажем. Имав многу, верувајте ми, не сакав да го говорам ова. Меѓутоа, од вчера, од кога се случило до денес, имав многу реакции од страна на вработени во министерство. Мораме реклами, ама пред тоа двајца слушатели, па ќе пуштиме реклами, да ги испочитуваме. Чекате тие. Добар ден, повелете, ве слушам. Намалете го радиото, ве молам. Ајде, зборувајте. Зборувајте. Добар ден. Погласно само. Ме слушате? Да. Ајде, доста зборуваше министерот за бабата, дедото, да го подпрашаме нешто поважно. Малку погласно, режија. Продолжете. Само кратки бирете, затоа што немаме многу време. Кратко, да го прашаме нешто поважно од неговото потекло. Зошто не си поднесе оставка кога негови вработени спречија лице во дискотеката во Скопје да направат претест? Само тоа е добро, ви го разбирам, ви го знам прашањето, знам случајот за мож зборувате, така? И да, за мож зборувам и зошто не ги дораспредели сите по хоризонтала позиции, не ги смени таму 120, 130, колку има можност. Зошто сите не ги сменил? Ако ги сменеше сите за еден ден, зошто толку брзо ги смени, ке имаше друго прашање? Добро, не е битно, окей. Благодарам за јавувањето. Друг слушател, ало? 032-397-7, локал 104. Го вклучуваме вториот слушател. Повелете. Ако сте се уште на линија, знам дека чекавте многу време. Го имаме? Се случил. Добро, кратко на овие две прашања. Благодарам на прашањето. Инаку ова за, може да кажам, многу ми е интересно, знаете, одма се појавија коментари, еве, ВМРО си го покажува вистинското лице, уште не дојде на власт, вакви ќе бидат, тоа беа критиките. А за воја на вистината тука има една иронија. И двајцата луѓе важат, што биле вклучени во тој инцидент, според моите информации, важат за блиски до ВМРО ДПМН и според тоа што јас го знам, конкурентска била ситуацијата. Они се бореле кој од нив повисока функција да добие во Министерството за внатрешни работи од времето или во времето на ВМРО ДПМН. Значи нема врска со СДСМ, ВМРО, нема врска со власт, опозиција, туку внатре партиска конкуренција. За дрога не знам, немам толку информација. Имало акција или нема до се? Вака се. Благодарам на гледачот за прашањето и ти благодарам тебе за една добра теза која што ја каже. Кажа ВМРО си го покажа вистинското лице. 100% се слагам дека ВМРО си го покажа вистинското лице. ВМРО отсликано преку управувањето со министерот кој што е предложен од страна на ВМРО, покажа дека перцепцијата која што е градена во минатото, краток временски период, е градена од страна на оние кои што го злоупотребиле ВМРО. Зборам за пред 7-8 години, во насока на лични интереси, и кои што денеска исто го злоупотребуваат пак во насока на лични интереси. Прво. Второ, вистинското лице на оние кои што се добронамерници и си ја сакаат Македонија. И да, добар дел од тие се ВМРО. Е законитост. Тоа е лицето. Професионалност. Тоа е лицето. Зошто? И тоа го покажавме на дело. Мене апсолутно не ми интересира дали ми е брат, дали му е брат на некој друг, дали му е не знам шо, или му е
близок по идеологија на председател од лево ориентирана партија или десно ориентирана партија. Мене ме интересира доброто на Македонија. Ме интересира доброто на моите граѓани. За да го имаме тоа, треба да имаме законитост, треба да имаме професионалност, треба да имаме владење на право. Случајот се реши за еден ден. Јас го осудив утрината, кога го видов, веднаш, прво, второ, постапено е во цело согласно наредба на јавен обвинител. Наредбата на јавен обвинител е да се тера по редовна постапка и да се поднесе кривична пријава за напад на службено лице, што е сторено, апсолутно. Тоа лице ќе биде исто така суспендирано од работа, се до донесување на правосудна судска пресуда, пак по закон. И многу ќе ми беше вака исто мило и драго за предметите од историјата, кои што не би сакал да ги специфицирам, ги имаше дента точно наведени кои што биле изминативе 7-8 години, каде што до ден денеска нема никаква разрешница. Писовски бил на работа или како цивил? Во моментот, согласно моите информации, лицето кое што против лицето кое што е поднесена кривична пријава од страна на Министерството за внатрешни работи не било на службена должност. Ова Тоа е прво. со менувањето, зошто? Само дозволете ми ги ова. Второ, морам да напоменам, во интерес на вистината. Точно е, да. Ова лице нападнало службено лице. Тоа е точно. Но што е лага? Лага е дека ова лице спречило службено лице во вршење на должност. Зошто е лага? Среќа што излезе таа снимка и покрај тоа што не требаше да излезе. Ама не му ја олеснува. Ама прашете ги новинарите која дал за да излезе и ќе има и за тоа соодветни постапки во иднина. Нека не се секираат граѓаните, све што не е по закон ќе си има соодветни постапки. Тоа не требаше да излезе како снимка. Но среќа што излезе како снимка. Зошто? Заради тоа што еден факт само ме интересира од таа снимка. Фактот дека службените лица кои што се на работа влегуваат во локалот, завршува оперативната акција на контрола во рамки на локалот, си ја работат луѓето, работата што треба да се сработат, и на излегување од локалот, значи сите други службеници се излезени, останат е само службеникот кој што во конкретна ситуација е жртвата, условно кажам. Да. Така? Тој излегува исто од локалот, пак се враќа. Така се гледа на снимката. И сите оние пердови кои што се фрлени од страна на одредени недобронамерници на својата матична земја и недобронамерници на законитото постапување и недобронамерници на професионалното постапување од страна на Министерството, им паднаа во вода сите лаги. Им паднаа во вода сите манипулации, им падна во вода целокупната замисла за да ја лажат македонската јавност. Забелешката ВМРО си го Нека ги замолувам, нека излезе господинот, не знам како си каш има еден пратеник, кој што држеше пресови дента, нека излезе, нека каже како е постапено со едно 6-7 случаи кои што беа изнесени тој ден во јавноста од аспект на емпирија. Нека не се секира. Јас ќе кажам за брзо. Сите ќе ги извадам до еден. Значи сите до еден случаи кои што биле претходно ќе ги извадам со историја. Дали има постапено Министерството, дали има донесено решение за суспензија, дали имало кривична пријава за еден ден или нема до ден денес после 7 години. Нека не се секираат. Јас ќе кажам, ама јас кој ќе излезам да кажам, тоа ќе го зборам со документација. За сега не ми ја дава, ама ќе обезбедам. Нека не се секираат. Поентата на ова забелешката дека ВМРО си покажува вистинското лице беше плюс уште еден коментар. Ако они меѓу себе за функција вака се тепаат, што ќе се случува со обичните граѓани? Види Столе, многу е битно. Инциденти имало, ќе има. Несакани проблеми имало, ќе има. Конкретно прашање ова, зошто не се сменети сите? Постапување надвор од закон имало и ќе има. Суштината е дали државата, дали луѓето кои што ги раководат позиции одговараат, постапуваат дали намерно и во овој случај морам да потенцирам Министерството за внатрешни работи, службите во рамки на Министерството за внатрешни работи, професионално
и одговорно си ја заврши работата и беше постапено согласно стандарди. Зошто не се сменети? Согласно наредба на јавен обвинител. Тоа го рачистите. Кристално чисто, нека се пофалат они со нивната работа од претходно. Зошто не се сменети сите? Например, началничката на сектор за управни работи. Сега како да го протолкувам тоа? Многу сте добар, она добро работи, вие професионално тоа го почитувате и оставате, или намерно ја оставате, за да сите тие лоши работи, критики се насочат кон неа. Да го објасним и ова. Имаше прашање од слушателот по таа намера. Значи, согласно одредбите од Законот за влада, јас имам право како министер. Дефинирано согласно Закон за влада, не знам дали го имам пред да не го цитирам и тоа го знам на памет, на 15 вертикални позиции. И на одредени хоризонтални позиции кои што сега беа некоја бројка отприлike околу зборам, се околу 140. 140. Што значи тоа 140 хоризонтални? Па сте смениле 100 и колку пишуваш? 140. Не, ама не сте ги смениле сите. Не е точно. Јас вали да знам отприлike колку сум сменил и што сум сменил. Се што е во рамки на хоризонтална позиција која што сум можел да ја искористам, заради тоа што сега ми ја толкуваат тука дали и наредбата се важела или не се важела, дали и ова или она, верувајте ми, пред се ми е целта овој процес да го истераме мирно, да на граѓаните не им правим, да не ги шашардисаме граѓани. Ја велам едно, друг вели друго. Има и други френти, можете властување некому да ударете. Не е баш така, Столе. Видете, јас подпишав, отприлика, не ме држите за збор себе, повеќе од 60 акти, што огласи, наредби и така натаму, по предлог на дополнителниот заменик министер на вратешни работи, владата ми ги поништи. Дали е тоа законито? Јас мислам дека не е, дополнителниот мислел дека е, ама владата требало, како што судот сече, да пресече и таа. Владата пресекла дека треба да се поништат. Ако ме прашате мене тотална незаконитост, во тето ама тоа е случај. Сега ти благодарам на прашањето. Ова, многу пати го кажав, ама сакам да го потенцирам. Ме загрижува. Вие оставате простор со дуи после да правите. Абе чекай да спре. Значи имаме 8 позиции на началници на СВР. По региони толку се. По региони, така. Јас принципиелно во рамки на барањето за согласност, значи за да вие поставите, треба да се смени систематизација. За да се смени систематизација, согласно закон, влада треба да даде согласност. Добро е што таа предлог систематизација ја подпишевме и јас, и дополнителниот. Овие ми ги поништија 60, пошто немале подпис од дополнителниот. Систематизацијата ја подпишевме двајцата. Јас барав... За Тетово исто За подпис. Тетово исто, Столе. Тоа е многу битно што го кажувам. Него прифаќа тоа. Се слушайте, јас сега знам што зборам многу добро. Некои работи можам да ги зборам, некои работи не можам да ги зборам, пошто беа на затворена седница на влада. Затоа ве молам тука да не ми импутирате нешто. Ти мене понатека и за тоа што сум кажал нешто што не требало да кажам, со добра намера, не со недобра, и слушајте ме што имам да кажам. Јас ги побарав 8 ТСВР на територија на Македонија. Вајда Македонија е држава која што има свој суверенитет и територијален интегритет. Така. И принципиелно 8 побарав. 8 има. Тука е и Тетово, каде што влегува и градот Гостивар и други помали населени места. За сите ми стигна согласност од влада назад, го зборам тоа што смеам да го зборам по закон. За Тетово ми стигна амандман, не се прифаќа. Ова у ниеден закон не го пишува. Ова е спротивно на законот за влада. Ова е спротивно на целокупната емпирија која што досега ја имало во Македонија во било која институција. Како ќе постапите? Ќе барате уште еднаш? Ама како да барам уште еднаш нешто што ме одбиле веќе? Како да го барам уште еднаш? Пак да ме одбиваат, пак да моќ да покажуваат. Како ќе постапите? Или ќе се откажете? Ќе побарам друго. Ќе побарам нешто кое што не ги загрозува некои по моje мислење интереси на владата. Еве да бидам најблаг во изразувањето. Ќе побарам ова ракочани да ми го дадат. Ова ракочани е со помала надлежност, многу помала територија, ова ракочани ќе го побарам. Одделот за внатрешни работи, Кочани. За да компензирате, ама и тоа што не е било законски. Ама јас не компензирам, Столе, и цело време зборам
на сите амбасадори, ова им го кажав. И истите, сакам да ги пренесам на владата, ако веќе не ги Тоа пренесам. може да се протолкува како Имаат непочитување на... огромна загриженост за одлуката на владата, која што е донесена спротивно на закон, да не ми биде дадено СВРТ-то. Видете, многу е битно да знаат граѓаните. Јас не побарав овде Столе, Панче, Владче да бидат началници на СВРТ-то. Јас побарав работна позиција, каде што јас ќе поставам началник, а дополнителниот ќе постави дополнителен началник. И само СВРТ-то нема началник и дополнителен началник. Само СВРТ-то си го има претходниот, кој што е поставен од страна на претходниот министер, некој месец пред да јас седнам на таа функција. А при тоа човекот кој што работи таму е поставен од многу повисока позиција на позицијата началник. Немаше ли толку добар човек во штипскиот сектор за внатрешни работи, па моравте да донесете од страна? И тука има едно друго прашање, што е сличноста помеѓу Дејан Слатировски и Оливер Андонов? И Слатировски бил началник еден ден, како што беше Оливер Андонов министер. Не е точно. Па после тоа го носите Вучевскиот од Скопје, така? Значи, Вучевски. вака Во се. Штип. Вака се. Каде е забунето? Дејан Слатировски е дел од мојот кабинет. И извршува одредени работни задачи во рамки на систематизацијата која што е утврдена. Ивица Вучевски е началник на СВР Штип. Тоа е вистина. Немаше ли А некој? Оливер Андонов, господинот кој што го спомнавте, не знам што да кажам за него. Зошто мора од Скопје да носите во Штип? Не им верувате на штипските? Немате кадар тука на кој што му верувате? Немате кадар што е близко до ВМРО ДПМН? Не зборам јас никогаш за кадар кој што е близко до една или до друга политичка партија. И овој кадар не е близок до ВМРО ДПМН. Овој кадар е лично близок до мене. Имат ли сертификати сите началници? Или не сте направиле? Сите началници на СВР кои што ги имам јас поставено, сите началници на СВР кои што ги имам јас поставено, имаат соодветни безбедносни сертификати кои што се потребни или во најмала рака не се одбиени од страна на овластените институции во државата кои што утврдуваат одреден степен на безбедносен ризик. Но ве молам, прашајте дали од страна на претходни менаџери Биле поставени Така лица е. кои што немале безбедност? на зборам ваков тип на позиција. Да, Или пак тип на позиција каде што имаме полициски овластувања. Уште некои кратки прашања, после тоа реклами. Дали внатрешна контрола на МВР по налог на кабинетот ги прогонува оние кои се обележени како противници на ВМРО ДПМН? Колку во моментот има процеси против поранешни началници од страна на внатрешна контрола? Не знам, ниту сум прашал. Ама сакате да чекате бе сега, Столе, ова е во колизија со ова што го зборевме до сега. Значи, внатрешна контрола водеше постапка за овие кои што вие велевте дека се бобровци. Така, не велев ја, вие велевте. Се како внатрешна контрола водела постапки само против оние кои што се не знам што. Ова под притисок на јавноста моравте. Има и на друго. Дали по наредба на министерот повеќе службени возила од оперативни единици се одземени и дадени во кабинет на министерот за да имаат службени коли луѓето од кабинетот? Ај вака ќе ве прашам се. Има едно возило. Ова се праша инсайдерски. Има едно возило кое што моментално се наоѓа во кабинетот на претседателот на собрание, кое што се по како се викона по задолжение се води во мојот кабинет. Точно е тоа, да има такво возило. Има возило кое што по задолжение се води во мојот кабинет, а го нема нигде. Има и такво возило. Има возило кое што по задолжение се води исто во мојот кабинет, а при тоа возилото е кај некој човек кој што е на боледување. И никој не знае каде е. И такво возило има. Значи, Столе, ај да сум, ја знаеш дека гледаш дека сум транспарентен. Седнавме првиот ден со дополнителниот и се договорив. Двајцата се договоривме да нема сега. До 16 часот
или подолго, сега да не испадне да имаме ние и професионални обврски и подолго, па да користиме службено. Возилото во кое што се возиме јас и тој е службено. Ако имаме професионални обврски. Ако имам приватна обврска, од типот на посета на штаб, посета на приватна, посета на... се подразбира. Не се подразбира, заради тоа што ако зборите со луѓето кои што се грижат за нашата безбедност и се во рамки на шеста управа, нив им правиме проблем. Они цело време ми замеруваат заради тоа што ги терам да одиме со моје возило, му замеруваат и на дополнителниот, му замеруваат и на претходното што бил, кога користел приватно возило, за тоа што тоа не било по безбедностни протоколи и така натаму и така натаму. Ама јас не сакам да дадам перцепција дека го сега овој дое сега колите ќе ги не знам што. Не дека тоа ми значи мене како јас ќе се презентирам, туку не сакам дополнително да стварам гнев кај луѓето. Не сакам дополнително да стварам гнев кај граѓаните. И јас со своето приватно возило си се возам сегде каде што можам да се возам кога има приватна потреба. Се јас ако дојдам од Сабајле, да речеме на одредена точка за да со службено возило, после тоа може би ќе останам на одредена точка и со службеното возило, а при тоа таа нема да биде како да кажам, средба со амбасадор или средба со не знам кој. Но, ако јас имам простор, барем 5 минути, да го сменам возилото, јас си одам со своето приватно возило. И ги замолувам и нив, секогаш ве молам, гледајте, пошто јас не можам и тоа да мислам цело време, да е приватното возило спремно и додим. И истото, се договоривме дека ќе го прави и дополнителниот, и кога што знам човекот, си го почитува тоа. Дали како адвокат имате соработувано со општина Струмица во времето на Заев? Знам дека со Костадинов имавте преписки, рековте дека сум бил и адвокат на Заев. Адвокат на партијата ве нарекува, голем број функционери, бивши, ги застапувате, па имаше се појави информација. Ама на која партија? Па мора да помене. Така е. Пошто сум застапувал многу градоначалници кои што се од сум застапувал градоначалник кој што е од СДСМ, сум застапувал градоначалник кој што е од ВМРО-ДПМН, сум застапувал општина која што е раководена од страна на кадар на ДУИ, сум застапувал општина која што е раководена од кадар на независна група на граѓани и така натаму и така натаму. Столе, јас сум 14 години адвокат, 13 и кусор. Имаше една забелешка со општините, соработувате, меѓутоа хонорарите не се големи, така никој не можеше ништо да ви рече. Да, ме забележуваат во однос на хонорарот за Елен. Сум имал и многу поголеми хонорари од За Елен ви забележуваат 100.000 евра и од тука е близо адвокат на Елен. Сум имал многу поголеми хонорари од тој. Дајте сега доста сега Пердови ќе фрламе сега, не ај сега министеров заработувал, да заработувал. И сите адвокати заработуваат. Битоа дали биле по тарифа или тоа е суштина? Ако ме прашате мене биле пониско од тарифа. Ги знам правила. Па јас ги знам. И знам колку труд сум вложил таму. И уште една информација што се појави, можеби не треба да ја коментирате, поврзаноста со случајот Империја заради тоа што како адвокат или пак заради тоа што сте зет во семејството на собствениците на Пелистрак. Коментар. Факт е тоа, сите што ме знаат дека мојата сопруга е таа што е и тоа е факт. Јас сега треба да го кријам фактот која ми е жена местале. Треба да го кријам фактот дека сум застапувал во делот на действијата кои што се превземаат од аспект на позиција на адвокат кога војкото на жена ми бил во притвор, тоа треба да го кријам ко факт. Треба да го кријам ко факт, да го кријам ко факт она кое што сум го превземал, дека сум бил адвокат во едно десетици случаи каде што луѓе биле во притвор, а јас сум ценел дека и како човек и како адвокат нема никаков правен основ да бидат во притвор. Тоа треба да го кријам јас. Јас сум адвокат, тоа ми е. Како што не го криевте кога учествувате прв пат кај нас во емисија дека сте колеги со Бојан Маричич од факултет. Сме. И баш ме интересира што ќе каже Бојан Маричич, еве јавно го повикувам Бојан Маричич, пошто е правник, ама не како колегата Бујар. Не како колегата Бујар. Затоа што тука, како да ви кажам сега, не може да разговараме ние со дигестивни хирузи на тема која ќе е поврзана со облигација. Без разлика дали е внатрешна или меѓународна, станува збор за облигација. Ние сме превзеле обврска.
правниците многу добро ме разбираат што сакам да кажам. Еве го разбира. Треба да европски. Ама ве молам сега столе сега Бујара, па Бујар знаете ли? Бојан реков. А не, Бојан би требало да разбира. Да, Бојан е правник и би требало да разбира. Ама сакаме исто да ги повикам. Пошто ги вадев додека идев навеќе, а реков дека ќе ги повикувам по име и презиме. Еве, да ајде испанам вака нормален, го повикувам господинот Мартин Костовски, пратеник во Македонското собрание, да даде одговор на тема поврзана со важност на одредбите од договорот, како и оваа недоветна одредба од Законот за патни исправи, каде што пасошите повеќе не важат од 12.2.2024 и што е разликата измеѓу барањето за оваа измена со измената на Законот за безбедност во сообраќајот, кој што го сменија со волја на сите пратеници. Господинот Мартин Костовски многу вака не знам колку разбира право, меѓутоа е правник по вокација, согласно ова што гледам овде од аспект на информација кои што сум ги симнувал од интернет преска. Но знам дека господјата Сонја Мираковски исто така е правник. На СДП, да. На СДП, да. Пратеник е. Јас пратеници ги повикувам кои што предпоставувам дека немаат волја да дадат поддршка да ги решиме макија на граѓани. И ја почитувам господјата Сонја Мираковска, сум имал неколку пати можност да разговарам со неа во делот на прашања поврзани со право, баш ме интересира ево она што ќе каже и сакам да им објасни на граѓани зошто правно смета дека не треба да се даде поддршка на овие измени, заради таа да објасни, пошто господјата разбира право. И еве да повикаме уште еден да повикаме, пошто реков значи секој ден ќе повикувам по две-тројца. Сакам да им објаснат, должни се како пратеници кои што се платени од страна на граѓаните да одговорат јавно. Да одговорат јавно на ова, заради тоа што луѓе имаат мака. Секој еден ден, верувај ми, ми се јавуваат луѓе. Имаат мака луѓе. Што е проблемот? Имаат проблем со здравствени проблеми. Зошто ги повикувам? Што бараат? Па не знам што бараат, појма немам што бараат. Дај ти кажи ми што бараат. Ја не знам што бараат. Па можеби забележуваат, треба владата да го предложи. Тоа вие наместо владата да предложите, кога ќе излезете од владата, го предложувате тоа во функција на ВМРО-ДПМ на партијата, како да се малку повеќе, што да ви кажам, повеќе да се форсираат пратениците на ВМРО-ДПМ. Столена ексклузивна информација ќе ти давам се. Може? Да. Пошто ме влечеш за јазик и ќе кажам нешто што не треба да кажам. Ама ќе го кажам, сакам да го знае јавноста. Неделата пред бизнесом на телевизија јавно. Добро. Ова ќе го негираат, ама сакам да го знае македонската јавност. Имавме начелен договор дека утредента јас и дополнителниот не беше договорот со дополнителниот, тој не ни знаеше во тој момент, човекот, морам да видам искрен. Имавме начелен договор кој што траеше едно 23-4 минути, дека ќе излеземе и ќе кажеме дека законот за патни исправи плюс законот за безбедност во сообраќајот ќе бидат променети се со цел усогласување на технички и објективни можности кои што ги имаме како држава, технички капацитети и објективни капацитети, така факт е дека не можеме да ги произведеме до 12.2 и да ги дистрибуираме и да завршиме работата. Заклучно со нова година, зошто? Заради тоа што тој е периодот каде што е реален и може да се постигне сето она, а при тоа граѓаните да не патат и најбитно од се да не кршиме основни човекови права. Да не отвараме постапки за идни материјални штети по буџетот на државата, пошто секој еден ќе има право за тужба и секој еден ќе го добие тој. И што се случи со ова? После 23-4 минути ми се јави и ми рекоа не важи. Договорено не важи. Да. Не сакам да специфицирам точно како шо, и тоа дополнително ме изреволтира, заради тоа што пак тргаат од позиции кои што не се во интерес на граѓаните. И не ми е јасно зошто, значи стварно не ми е јасно како само едниот закон помина, а другиот закон не помина. Што е проблемот, не можам да сватам. Зошто Тошковски надвор го прави тоа, наместо
на владана седница, каде што доаѓа кратко седи, не држи предавање и се оди, а не кажува дека има предлог за промена на закон, туку тоа го прави надвор или го прави во името на ВМРО-ДПМН или партнерите на ВМРО-ДПМН го прават тоа. Ај разговарајте, молам, убаво уште еднаш на приватна со тие луѓе. Прашај ги колку ги молев 2 недели. Па јас ако сакав 2 недели ќе ги утепав во јавноста со измените на законот. Јас 2 недели не ги спомнав Столе до неделата. И вратете го филмот назад, дури и кога ме прашаа, имав едно интервју, ме прашаа што во однос на измените на законот, на телевизија со огромна гледаност, во едни вести, јас реков дека за тоа треба политичка волја од сите структури и толку застанав точка. Добро, имаме и друго прашање. Знаете зошто застанав? Заради тоа што дадов шанса на процесот тоа да биде не за да поентира ВМРО-ДПМН, не за да поентирам јас, не за да поентирам мојот тим, за да биде во интерес на граѓаните. Заради тоа. Мораме реклами. Вратете го филмот назад, ве молам. Јас првиот ден кога имав презентација на она политичка платформа која што имавме во Холивин, кажав дека ќе поднесам барање за измена на закон. 2 недели после тоа не го спомнав. Да, точно така. 2 недели не го спомнав, Столе. Поздрав до тебе и до министрот. За тоа што сакав да дадам шанса на процесот. Моето прашање од сообраќајната проблематика, ова мора да го испрочитуваме. Дали министрот ќе се обиде да помогне во расветлувањето на двете сообраќајки кај Ласкарци и Струма, во кои животот го загубија 62 лица и повеќе од 40 беа повредени. Дали овие сообраќајни несреќи, бидејќи одзелуваат толку многу животи, не можат правно да се третираат како хашки во наводници, бидејќи тие де факто беа сообраќајни масакри. И при тоа немавме забрана за вршење на дејност, професионално вештачење, никаква одговорност на високи функционери од МВР од тоа време, чии амин се злоупотребувале, со чии амин брзиномерите во возилата за јавен превоз и се направила промена на собственоста на станицата за технички преглед по една од сообраќајките и ред други неправилности. За крај, дали од етички и морален аспект и како адвокати, како министер би можеле да помогнете овие фамилии кои ги загубија најблиските да добијат некакво финансиско обештетување за покривање на погребалните трошоци, направени за ближните, знаејќи што се Македонија не обештети. Благодарам, тоа е едно прашање. Тоа ќе го одговориме после рекламите. Слушате Стадион, наш гостин министрот за внатрешни работи Панче Тошковски. Стадион. Вкус за кој сонувате мора да е пекабеско. Flex, flex, oh-ho-ho, пари за секого. Flex, flex, баш е хит, вземи си пари од Flex кредит. Стави X на сите финансиски проблеми. Аплицирај за кредит од 5000 до 150.000 денари на 13505 или во една од нашите 60 филијали низ цела Македонија. Пари за секого. Стадион Контакт 032 397 707 и 397 727. Вибер и WhatsApp 072 6077 77. Канал 77.mk. _. Facebook. Канал 77.mk. _ YouTube. Стадион. Гледате радио на YouTube и Facebook. Работе кој мислиш дека Кратко ми постави. Одиме понатаму. Панче Тошковски, ја имаме слушатели, ако може да ги вклучиме. Добар ден. Ве слушам, повелете. Дали го имаме режија? Ало? Да. Знам дека немаме време. Те замолувам. Ајде, неколку прашања кратко да ми одговорите. Тоа ќе го скокнеме за 27 април. Добро. Ве прашува, вие сте вклучени како адвокат тамо. Така е. Кој е вашиот став? Обид за државен удар од ВМРО-ДПМН, државен удар на СДСМ и ДУИ, тероризам, не е тероризам? Кратко да ми одговорите. Значи, Тоа и тука може да се За надовршате. тероризам не сакам муабет да правам. Нечум да разговарам. За 27 април луѓето си станаа на завршни зборови, си кажаа, судете ме за тоа што сме го сториле. Честни се тие луѓе си ја сакаат Македонија. И за тие луѓе треба правда, а не амнестија. Вие сте пишуваш на статутото што е на ВМРО-ДПМН. Така е. Уште тогаш пишува Северна Македонија. Требаше со тој статут да се либерализира, да се демократизира и изборот на раководството и на лидерот. Вие
Некако го скроивте да му одговара повеќе по султански рецепт на Мицкоски. Апсолутно не. Па не се случија тие најави за непосредни се избори. Тоа е најодговорно тврдам дека тоа е најдемократскиот статут во Македонија. Има таму соодветни одредби кои што ги дефинираат правилата на игра и ќе ви кажам зошто. Само од една причина, а има најмалку 25, можеме да ги дискутираме сите ако сакате, но нема време. Има една причина зошто. Само ВМРО ДПМН е единствена партија во Македонија која што ограничува број на мандати на председател на партија. Така е. И не само тоа, број на мандати на функционери кои што се бираат на конгрес. Кажете ми која друга партија го има тоа? Никоја. Тоа го земавме како пример од Република во движење, мислам дека сегаше партијата на Макрон, која што не е ни конзервативна партија. Но ценевме дека треба да направиме радикален исчекор во делот на демократизација. Моќта корумпира, апсолутната моќ апсолутно корумпира. Со тоа што од старт ги ограничивме годините на односно мандатите кои што може да ги има како највисоката функција во партијата, тоа е председателот, така и останатите високи функции бирани на конгрес во партијата, сме направиле во споредба со други што се фалат дека наводно имаат демократски измени, драстични тектонски поместувања. Најодговорно тврдам дека имаме најдемократски статут и ќе седнеме со кого сакате ќе дебатираме на таа тема. Иронија на судбината, се боревте против Северна Македонија, а сега се борите за пасоши со Северна Македонија. Точно тоа. А сега малку да знаете ли зошто да иронизираме до крај. Зошто сега да вадиме пасоши со Северна Македонија која имаше ветување од вашата партија дека еден ден ќе го вратите името, па ќе треба пак да ги именуваме пасошите. Молим те сега, немој се и туку овие политички елешинари сега. Молим те сега, кои што сакаат диски на дел од македонско откиво. Па се молим те се, ти си разумен човек, нормален човек. Доста ги лажеме граѓаните. Доста се лажени граѓаните. Значи, како да ви кажам, премногу име на сите од ова лудило кое што околу нас. Дајте бе луѓе да бидеме нормални. За да бидеме нормални, ние мораме да почитуваме закон. Што да правиме се? Да земеме да се тепаме со револвери и со ками. Тоа ли треба да правиме? За тоа да збориме? Мислам сега, молим те се. Да. Дајте да бидеме нормални. Дајте да го тераме нормално процесот. Дајте да имаме мирно море за избори. Се знае кој ќе тепа на избори, се знае кој ќе формира влада. Дајте луѓе да го истераме овој процес нормално, да работиме како што треба да работиме, да сме професионалци, да сме еднакви пред законите, да сме културни, па дајте да правиме разлика измеѓу добро и лошо. Дајте да почнеме од она кое што сите сакаме нашите деца да се тука. Никој не сака да му избегаат децата. Ако не го истераме ова како процес, зборувавме на почетокот тебе веќе како со магично стапче сам. Што направивте? Или тие што нема хистерија, нема гужви, нема ништо, или сега коментарот може да биде тие што правеа гужви дојдоа на власт и нема ништо. Абе, Сторе, добар си, Сторе. Морам да ти признавам. Сега се сите верни кротки. Гоце новинаров од Канал 5 имаше многу интересен поим. Знаете што направив само? Само си ја работам работата, не работам со скратено работно време, туку работам со продолжено. Не, нема обраци, никој не се буни. Нема тоа. Не работи телефонот за закажување, никој не се буни. Ама се оставиме да докажам тоа. Значи, не работам со скратено работно време, работам со продолжено работно време. Тоа е вака едната работа која што направив и проблемот, факт е, од видлив го направив невидлив. Зошто? Заради тоа што помеѓу две зла да се тепаат луѓе со тупаници и со палки пред пунктови, едното зло, и да не може да добијат на телефон, го одбрав ова да не може да добијат на телефон. И Столе, слободно можеш да ме судиш за тоа. Слободно судиме за тоа. Наместо адхок решение извадено надвор од систем за перцептивно популистички поени за да се добие во јавноста, го внесов во рамки на систем и за 4-5 месеци од сега ќе видат граѓаните ефективен резултат. Резултатот го видува одма до душа. Зошто? Заради тоа што наместо минимални капацитети активираме максимални капацитети и така натаму. Многу пати сум го зборал. Но каде е разликата? Знаете ли сте? Каде е разликата? Граѓаните гледаат конечно нормалност. Тука е разликата. Значи не ги пречи ако ве нарекувам
Министер за внатрешни работи на Северна... Апсолутно не ми пречи. Република Северна Не ми Македонија. пречи и джогер да земам у рака, не ми пречи и што ме тепаат дека тоалети сум реновирал, не ми пречи и тоа што цвеќиња се садат, не ми пречи, ништо не ми пречи столе. Се што е во Министер интерес за на моите внатрешни работи граѓани. на Република Северна Македонија. Дали ми пречи? Да. Многу ми пречи тоа што го кажавте у средина придавката. И сте ме чуле мене некојаш да кажам нешто такво? Ама факт е, за да бидам јас комплетен. Ако така кажете, ќе може да ве сменат како Миздрахи што беше. Се не е за да ме сменат без толе. Мене еднаш тужбата јас си ја куцав и сум искуцал со старото име, не со новото име, и судот ми ја отфрли. И јас не можам да речам дека судот сгрешил заради тоа што така е по закон. Столе, јас сум легалиста, морам да атерам приказната согласно закон. Што ми останува друго? Да, само уште околу ова да завршиме. Што е ова добро? Значи не. Кој може во моментот да патува? Кои се последните информации, кажете само околу третирањето последните информации што јас во ги имам. Европа? Последните информации што јас ги имам еве од вчера. Вчера имав состанок со амбасадор од Косово, со амбасадор Србија, со амбасадор Албанија. Никаков проблем немаме да излегуваме со со лични карти кон овие наши соседни земји со старото име. Имаме проблем да излеземе со пасош со старото име, не заради нив, они велат нема проблем луѓето, заради овој недоветен закон кој што е донесен и кој што овие тројца сакам да ми кажат, ако вака најдат слободно време, во интерес на македонските граѓани, зошто, која е причината, зошто не сакаат да ги изгласаат предметните измени за да ги купиме овие 10 месеци и да може да си ја завршиме работата. Тоа е едно. Второ, информации кои што ги имам дека ќе имаме проблем и имаме проблем, официјално е Босна и Херцеговина. Да влеземе и да излеземе со патна исправа која што е со старото име. За ние на друга држава немам такви информации. Освен Грција нема стандард. Оливер се фалеше дека беше министер дека паѓа стапката на криминалитет, статистички податоци постојано презентираше во јавноста. Направивте ли увид на тоа или од пасошите немате време? Јасен име на граѓаните одговорот на прашање. Пред да дојдете како министер, на секоја пресконференција по 2 на ден на ВМРО ДПМН за време на монструозното убиство. Се работи и тој предмет од аспект на полициското властување. Панче, дали има нови информации, дали покренавте внатрешна контрола за да се утврдат тие обвинувања што вие ги изрекувавте на пресконференција? Јас никогаш не сум обвинил никого. Вашата партија дека не била истрагата професионално направена, дека има многу пропусти и дека за тоа некој треба да одговара. Сакам граѓаните нова, види, сум го одговорил ова прашање многу пати. Суштински, од кривично правен аспект, предметот е во јавното обвинителство, истото си превзема действија согласно закон. Во делот на она кое што е надлежност на Министерството за внатрешни работи, отворена е постапка од аспект на внатрешна контрола во делот на превземање на полициски действија, што нема никаква врска со кривично правниот аспект на предметот. Утврдена ли некаква корупција по 100 евра, 200 евра за издавање на пасоши преку ред, документи, дали на тоа работи? Да. Работиме. Ке има ли апсија некои истраги или обвинителството? Се надевам дека ќе има. Заради тоа што имам информација од повеќе места дека во изминативе година дена прилика се тера некој таков процес во позадина, се злоупотребуваат функции во рамки на министерството и се надевам дека ќе има. Панче Тошковски, министер за внатрешни работи, гостин во денешното издание на емисијата Стадион. После продолжуваме со дополнителниот заменик министер за внатрешни работи, Митко Бојмацалиев, да, а имате можност и некаде кон крајот на емисијата да го слушнете и дел од еден интервју на Ристо Пенов, кој што говори за тоа како бил постигнат договорот за печатење на пасоши со германската фирма Гисеке Девријант и за некои други детали. Пенов вели да, погрешивме, ама не се дава, вели дека хаосот бил намерно испровоцира и таа хистерија. Слушате Стадион. Стадион. Пари за секого. Флекс, баш е хит. Вземи си пари од Флекс кредит.
Стави X на сите финансиски проблеми. Аплицирај за кредит од 5000 до 150.000 денари на 13505 или во една од нашите 60 филијали низ цела Македонија. Пари за секого. Стадион. Емисија за вашата вистина. Да не бевте шеф на кабинет на министерот Спасовски, немаше толку фокусот и вината да биде насочена кон вас, да беше некој друг. Вака, се што важи како прашање, како критика за Спасовски, важи и за вас. Па има прашање од типот дали не требаше да се извините за овие гужви што се случија со пасошите и со другите документи кои што поради немање образци, поради доцнење, поради недоволна организација, поради тоа што луѓето можеби не биле доволно одговорни, се случија пред Нова година и после Нова година. Значи, вака, не станува за никаков хаос, неорганизација, саботажа или немање на образци. Ако ги гледате бројките низ изминатите години, колку била заинтересираност за промена личните документи, а тоа доведе од целата политичка пропаганда на оние кои денеска бараат пасош плюс повеќе зборам политичарите со Северна, ние од отпочнувањето на самиот процес од јули месец 2021 со издавање на сите лични документи со Северна, до денеска сме можеле комотно да го завршиме целиот процес. Сме имале образци, машините биле спремни, организацијата на МОРА била спремна и од јули до месец февруари 2024 сме можеле комотно 2 милиони документи да испечатиме со Република Северна. Така да уште еднаш потврдувам дека образци има, имало и ќе има. МВР била на висина на задачата и 2021-2022 кога имало околу 50.000 луѓе, зборам декември, јануари, оно најголемиот пик, и кога имало 170.000 граѓани заинтересирани на промена на лични документи, биле примени од страна на службите на Министерството за внатрешни работи и таа услуга им била дадена. Каква е комуникација? Така да уште еднаш потврдувам и ги демонтирам сите гласини кои се дека во МВР нема организација, имало хаос, фалеле образци. Напротив, има организација, колегите излезле во пресет на секој еден граѓанин услужен, образци имало, има и ке има. Кој сега не ја зборува вистината или лаже? Затоа што ако го слушате министерот Тошковски, тој вели нема образци. Вас сега ве прашуваме и велите лажат, има образци. Ја не кажам да се некој лаже на тоа јавноста ќе суди. Јас само ги кажам фактите и бројките кои се. На денот на примопредавање стигат 50.000 образци, после стигат 20.000 образци, четвртакот најче стигат 140.000 образци, наредната недела стигат 85.000 образци. Или вкупно со сите тие 85.000 што ќе пристигнат наредната недела 1.734.000 образци ќе бидат пристигнати во Република Северна Македонија. Бојмацелиев, како тогаш веќе никој не зборува за тоа, нема гужви, како со магично стапче, само што дојде министерот Тошковски, се смери. Претходно гужва, хистерија, ај објасните ми го тоа. Значи, гужва, хистерија наметна одредени политичари и политички партии за некоја нивна цел да наметна дека се има хаос и гужва и после тие магично го решиле. Гужва во МТВ, конкретно во Скопје, имаше само 2 дена. Бидејќи тие 170.000 граѓани кои беа ослужени требаше да ги земат и документите назад. Го видовме тоа во тие 48 часа, се реорганизиравме и сите лични документи, освен пасошите зборам, се носат на домашна адреса. И онај ден бев во управните служби, бев информиран дека 95% од граѓаните се најден на домашна адреса и оставени документите. Значи, тоа е увидено од наша страна и во 48 сати е решено. Само уште нешто ја прашам, зошто порано не предложивте промена на законите од Министерството за внатрешни работи, значи можеби да превенирате 15-20 дена за да го предпоставите ово и да го спречите? Во време на техничка влада се одвиваа преговорите меѓу политичките партии кога се усогласија законот беше изгласан во собрание. Сваровски список, има ли такво нешто? Имаше обвинување едно од битики, мислам. Дека. Имаше и ако добро пратите во Демир Хисар таков случај, кај што веќе внатрешна контрола е вклучена, има поднесок и таа истрага се тера и проширува на територија на цела држава. Споменавте збор саботажа. Имаше ли такво нешто? Саботажа нити имало, нити... Не, саботажа во смисла на намерно
јавување, а не одење на збориме сликање. на периодот 2023 Да, за преотоварување на системот. Затоа што се споменува бројки од 1000 дневно луѓе кои што се пријавиле, ама не оделе, не се појавувале, не го искористиле терминот. Имаше таква појава и затоа за таа појава спративме телеграма за надвор од Скопје, дека луѓето во секој служби при Министерството за внатрешни работи може да дојдат и да бидат услужени без разлика дали имаат или немаат термин, а во Скопје беше отворена спортската сала пролече, опремена со сите опрема што беше потребна за да функционира на таков објект кој ден денеска функционира и се користи. Во моментот е се окей според вас, понатаму како ќе се одвива работата, каков е планот или веќе нема потреба од помина гужвата, помина интересот на јавноста? Беше спремна и за 20-30 хиляди, за 170 хиляди граѓани да ги прими, да ги услужи. Граѓаните нас не плаќаат да ги решаваме проблемите, а не да кажуваме колку е тешко, колку има проблеми. Секои идни проблеми, тука сме ќе ги решаваме заедно, се за добро на граѓаните. Бој Мацалиев, ве прашав каква е комуникацијата со Тошковски. Имате некои забелешки на неговото работење? Корект. Имаме коректна комуникација меѓу нас двајцата, кога не се согласуваме со одредени работи, што е многу нормално, победуваат аргументите на крајот на денот. Врзани ви се подписите? Да. А ова околу кривичните пријави, како го толкувате? За која кривична пријава? Па веќе се пуштаат кривични пријави за Спасовски, може би и за вас, или се не јавува? Јас одговорно тврдам дека секој еден во изминатиот период и во иднина ќе работи согласно законските прописи во интерес на граѓаните. А за политички маркетинг слободно нека пуштаат. Ова со Тала Џефери како го коментирате? Премиерот во ТТО? Тоа е председател на влада и тоа е негова лична одлука, која беше најавена и на првата седница дека ќе оди во службите најавено да ги посети сосем легитимно председател на влада. На влада на седниците само Тошковски или двајцата постојано сте присутни или Тошковски ретко доаѓа? Тошковски ретко доаѓа, јас сум најчесто на седница на влада. Имате ли прашања за Тошковски? Сите прашања ги разговараме во кабинетите, не би сакал медиумски тоа да го експонирам. Благодарам. Митко Бојмацалиев, дополнителен заменик министер за внатрешни работи. Имаме ли слушатели? Го слушнате и дополнителниот заменик министер за внатрешни работи. Добар ден, повелете. Добар ден. Ве слушам. Поздрав од Битола, Столе до тебе. Оти нема до кој друг. Едниот си оде, чекаме поќе од пола сат да поправиме со него муот. Ама ве се обидов, ве пуштав, нели слушавте, па не можевме да воспоставиме комуникација. Со кој? Со мене? Заедно, јас ве вклучував, не можев да ве слушам, нешто со... Не е така, не е така, 20 и поќе минути те чекам, така и прошлиот пат беше со Андонов, после 11 сато е многу тешко или никако не може никој да се јави. Сега што разбораме јас и ти кои имавме директни прашања за министерот. Па кажете ги, ќе ги одговори ако треба, ќе му ги пренесеме. Слуша у кола, сега патува за Скопје, за Велес. Нема грешка. Ти многу нежен пак он овај заменик министер. Како не го праша за Тетово, зашто остана тој началник на милицијата, на полицијата ствар. Па го прашав на почетокот. Така само да го прашам дека министер дека сигурно знаеше дека овде во ова игра нема да има ферплей. Дека сигурно не е како 24 сати Леман, излегва едниот возач и влегва другиот возач и продолжуваш да возиш. А во ова столе е хистерија права, како да му се наштети на ВМРО и направено цело сценарио, како да испаднат неспособни, невешти во ова сето работа. Немој да мислите дека тие не разработиле цела игра, дека ќе фалат пасоши, дека ова не е поврзано со гласањето на македонската диаспора. Па на децата мали му е јасно дека се работи за врзани празници, дека Великдено е 3 дена пред гласањето. И да бидат спречени, јас имам внуки во Германија кои велат како да дојме, вели сега вуќе, како да рескираме. Да дојдеме за да се видиме за Великдено, да останеме уште 3 дена, да гласаме па да си заминиме. Ова е се направено за нив, за не може да дојдат. Или како го провоцираш сега ти министерот,
пасошите биле со Северна, не знам со каква се борете за поинаку. Па прво да му дајме шанса на Мицкоски, да видиме дали може да врати или не може. Ако не може, ќе речем извини, ама и ти лажиш. Меѓутоа, сите формулари се експресно смени и документи ќе ти ги сврли систем ако не се со Северна. Ова е намерно направено сите овие работи. Или барате со волшебно стапче сега министерот да ги решил сите работи, кога било толку лесно што не ги решивте сите работи. Како така? Критиката е нормална работа. Еве, го снема проблемот. Пред тоа постоеше. Сега нема гужи, нема ништо. Не го снема. Не доби друга форма. Проблема постои. Јас го пратив интервјуто и на Канал 5. Не, друга форма сега. Поинаку се решава сето тоа. То ти е исто сега како Барселона да го смени тренерот и најнеш да му речете сега бараме шампионска титула. Тоа е процес, не може така се најнеш. Меѓутоа, видете, мене ми е многу мило што може ќе ми се исполни желбата за председателските, ќе се исполни, меѓутоа да не покуше так само да се скрие за дуе на парламентарните. Затоа што сега испадна точно референдумски како што бараше и народ. Сега ако оди СДСМ само, ВМРО само, точно ќе се знае чија програма, чија желба ќе се исполни. Народот ќе дај поддршка на СДСМ или на ВМРО. Значи не можеш поќе да се криеш за некои големи предизборни коалиции да речеш ајде ние победивме иако ти си еден минорен дел во сето тоа. Добро ќе биде, македонскиот народ точно ќе процени програмите, точно ќе прецени намерите на партиите, кој ќе биде победник ќе видиме. Меѓутоа, јас се уште тврдам дека за сите избори треба да има еден круг. Абе, кој има повеќе, тој победно, затоа што вториот круг е стално математика, стално е уцена. Ево веќе има еден круг како во Соединените американски држави, така? Абе, еден кој има повеќе, ама јас ќе гласав, абе го сакав ова, има не излегов. Ама нема да ти дозволат, ти се плашиш од гласовите на албанците кои што се одлучувачки во вториот круг. Па нормално, затоа што веќе ги имаш трите барања кои треба да ти ги дадат. Кој ќе се нафати на сите тие барања пред време? Значи, вториот круг е стално математика. Математика и тешка уцена. Значи, така е се поставено се. Да е еден круг, секој ќе мобилизира за својот. И кој има повеќе завршва целата игранка. Како е за парламентарните само еден круг? Зошто не може за овие исто? Нема ни уцени, нема ни позадински работи. Тие работи Ама знаеш што може да се случи? Ако се расцепкани македонските партии така. Ако се здружат албанците. Нека се здружат. Тогаш македонците треба да размислат што му се спрема. Дали бугарите... Не слушав сега, добро, така можат да обезбедат да влезат во вториот круг со нивниот кандидат. Ако еден кандидат имат само албанците. Ама зошто втор круг сега? Зато ти има еден круг и ај со здравје. Интересно, сега барањата на Таравари ги спомена и на Ахмет, на Османи, така? Него како? Пред време се дајни тие. И што е непознато? Што е непознато во тие барања? Па непознато е во тоа дека ти нема вели да направиш влада, ако не ги исполниш кон ВМРО е тоа упатено. Ако не ги исполниш овие три барања. А јас пак ќе прашам зашто кон ВМРО, ако не ги исполни ВМРО, ќе се обратат во СДСМ после. Така, добро. Се јас ќе ти одговорам па со прашање. А кој се што барања, што е непознато од овие барања? 20% го бараат да се укине одамна тоа. Ама не, смисолот во тоа што ти не може да направиш председател во собрание и тоа е старо барање. Тоа дури и некои македонски партии го бара. Мислам дека имаше порано некои иницијативи јавно се говореше околу тоа. Ама уцената е ти да си победник не можеш да го направиш. Ама сега зошто е уцена? Ако бара некој, одма те уценува. А ако ти го предлагаш тоа, тогаш е добро. Ама македонскиот народ ако одбери победник е уценет да вториот да фактички губитникот направи влада затоа што овие можда не се согласуваат на сето тоа наеднаш. Меѓутоа јас ќе ти поставам друго прашање. Ако поминат сите тие работи пред време формираат СВС влада, како ќе направите, како ќе внесите бугарите кога ВМРО сигурно ќе има повеќе од 40? Како ќе се заврши тоа? Твојата теза е ВМРО на власт за да поминат бугарските па ВМРО ќе дај измените во уставот бугарите да влезат. Без ВМРО на власт нема. Тогаш па на СДСМ ако му текне они да речат не, да почнат да се прават партизани. Ама тогаш требаше да му текне пред време кога се правеа големи домаќини. Па добро, во опозиција им текнало. И што правиме после? Ништо нема да правиме. Ако е тоа волја на народот, зато ти видам сега
да е добро и што СДСМ и ВМРО одат башка. Па ако има народ... Ако ја гледавме војата на народот, кој знае кај ќе стигневме? Ни рамковен договор, ако се правеше тојаш референдум, ни амнестија на хашките случаи ќе имаше, ништо немаше да има. Ако се прашаше народот, така ли? Ами тогаш нека ни напишат на ливче од калето и да си бркаме работа. Што треба да се направи гото, да немаме ни избори, ни сите работи. Не, ово ви го кажав дека малку е лицемерно. Кога треба да се праша народот, треба да се праша. Ама кога не им одговара, не го прашуваат. Ме разбирате ли што сакам? Кој не го прашува народот? Зашо е прашан овој народ? За територијалната му седеа со списоци пред избирачките места, не ги оставя ни од ЛДП, ни од СДС излезат да заокружат. Зашо е прашан? И шо е одговорено спротивно на референдумите? А ако неки народу, зато ти за обврска е на Мицковски, ако добие многу македонски гласови, со теоријата дека без со уцена не може да влезат бугарите. По тоа има тежина, не е така, ти не можеш да му речиш, ај што ми е гајле, сега ќе пран како ќе ми речи калето. Тоа има тежина. Благодарам за јавањето, поздрав, добар ден, за друга линија. Ало. Имам доста, нека се јави, 032-397-707-397-717. Питај го министерот дали мисли да ја посети ПС Неготино, таму има најмалку 25 луѓе вработено во една соба, само една слика за пасоши, само еден слика за пасоши и лични карти. И луѓето од Демир Капија патуваат по 10 пати за било каква работа во ПС Неготино. Предлог до министерот дали кога ДПМН ќе дојде на власт, ако дојде, бе ги вратиле шапките на полицијата, односно полицајците. Видејќи со тој детал од униформата, полициските службеници изгледаат како што треба. Зошто статутот не се споменува името Македонија ако е спомнато колку пати? Многу поубаво, поофицијално и поавторитетно. Со капчињата личат како рибари. Овие безбол капки нека ги носат на стадиони, спортски сали, утакмици, концерти, која ги обезбедуваат овие настани. Ало, добар ден, повелете. Ај, здраво, живо столе. Здраво. Конечно, поздрав, многу поздрав до адвокатот, сега министер. И јас го следам некои 4-5 години како адвокат, а ти добро знаеш, Толе, каков проблем, какво злосторство ми нанесе адвокат. Син на вработен како судија во апелација во Битола и сакам министерот да ми одговори кратко зошто адвокати не прифаќаат да тужат адвокат злосторник. Под ниво треба да му е на сите адвокати таков колега, наводно колега, вработен како адвокат. Под ниво ми кажа мене и Минкиновски, да не набројувам некои други. Абе, кај си фати со нив работа? Ти не се за воопшто да помислат во правото да бидат, да застапуваат, да бидат овластени. Па таа вработен како судија, сега во пензија. Еден пензионер адвокат важи вели ќе почне постапка во позадина. Јас не дека го знам правото, јас не ги знам процедурите, не сум работел како адвокат. И ми вели важи, нека оди во пензија мајката. Ете та замина во пензија. Кој закон му дава на адвокат да одбие да ме застапува? Значи, треба државата, адвокатската комора, присилно да по службена должност да одреди адвокат. Тој злосторство ми нанесе, тој се договори со тужената страна. И вака да кажем. И доста демагогија, сите свиси, алиби, покритие му дават на злосторниците, кои се во секоја партија има и корумпирани, полтрони тешки, а најмногу домаќини, гарантирам, има во ВМРО ДПМН. Ето, Мицковски не бил на власт. Зошто пред време го напаѓаат? Најобразован председател на партија до сега. Со најдобар речник, со најголема толеранција. На сите на телевизии го следам. Зошто? Ликот е уреден човек. Возраста му е перфект, има фамилија, што е многу битно за мене да е фамилиарен човек. На висока позиција мора да е фамилиарен човек. Минимум 45 години да има. А Мицковски гарантира може и над 50. Значи да оствари фамилија, да знае... Добро, благодарам. Министерот се замена имаше итна работа во Велес. Добар ден, за друга линија. Ало. Ве слушам. Обидете се уште еднаш, двете линии
некако заедно не функционираат. Прашајте го министерот Маја Секуловска Стојанова, сликана на 29 декември 23 во пролече. Каде е мојот пасош, прашајте го. Му пишувам неколку пати, не знам каде да се обратам. Лидија Гиновска, закажувањата не работат. Сонја Узевски, прашајте за изготвени лични карти од 25.1.24, зошто не се доставени? А во меѓувреме, поради истечен рок на старите документи, стануваме фантом граѓани. Имав намера да гледам стадион денеска, ама која видов која гостин се откажав. Јупчо Марковски, што мисли министерот за незаконскиот упат на Тала Џафери во СВР Тетово, каде прави незаконски контроли и малтретира вработени? Зборуваше за тоа. Како да се закаже термин? Како дозволуваат? Вчера се вратени претениците Брана Петрушевски и Миле Левков. Не дозволуваат. Само подалеку од политичари кои го лажат народот. Лажат дека не кажале за казнување за возачки, а кажа. Дали ставање држава во подредена состојба е кривишно дело? Прашајте го господина. Да го праша министерот дали ќе ја открие работата што се случи со полицајката што се удрила сама во пајак во зилот на кај Мавровка, се извинувам, во Скопје. Бинов Никола, министре, меѓународната возачка е врзана со биометриската. Началникот за потраги од која групировка е произлезен уште или има партиски златни сребрни команди во сите сектори. Питајте го министерот дали мисли да е посети Неготино, тоа го прочитавме и мислам дека ги завршивме овие прашања. А имаме и многу коментари, ама оставам да си ги читате на Facebook и ако од Министерството за внатрешни работи, од кабинетот на министрот најдат нешто за сходно тука во овие прашања, да одговорат слободно. Нека им пишат на луѓето, ги имаат на Facebook, сите се идентификувани со име и со презиме, нека им одговорат. Добар ден, повелете, ве слушам. 032-3977-07-397-727. Локал 104. Ало? Се исклучи. Епа, време е да го слушнеме и размислувањето на министрот за локална самоуправа, Ристо Пенов. Го пуштам за да слушнете нешто повеќе од аспект на тоа каква машина е таа. Јас, по моје секавање, можам да го кажам следното, кога беше тој тендер, кога се одлучуваше која компанија да го добие тендерот, беше многу голема гужва. Па се зборуваше, имаше големи обвинувања за корупција, па се жалеше една фирма од Австрија, па беа тука вклучени некои луѓе од регионот, од Босна и Херцеговина. Жестоко беше и тој тендер за биометриски пасоши го доби фирмата Гисеке Девријан. Тогаш на жесток удар на опозицијата беше оваа компанија, оваа фирма и самиот тендер, самиот процес дека е коруптивен, имаше разни обвинувања. ВМРО ДПМН беше тогаш во опозиција. Значи, зборувам 2005 која година беше во изборите 2006 која победи ВМРО ДПМН. И после тоа се сеќавам министерката за внатрешни работи Јанкуловска, таман што стана министерка, ја праша во интервју, ветивте дека, односно зборувавте дека ова коруптивен договор со Гисеке Девријан, дека е ваков, таков, дали ќе го понишите? Откако се смени улогите од опозиција во власт, Јанкуловска ми одговори, ние би сакале, ама тоа тешко ќе оди и ќе треба големи пенали да се плаќат и остана таа компанија. Сега Пенов вели дека договорот со германската фирма е веројатно возобновен или репотпишан или повторно огласен, пак таа фирма победила, не знам точно што, во 2010 година, кога министерка за внатрешни работи била Јанкуловска, исто така. Стадион. Германска фирма која е избрана на тендер во 2010 година. Договорот е потпишан кога на власт е ВМРО ДПМН Гордана Јанкуловска. И по него издаваме пасоши. По тој договор
Инсталирана е машина во Република Македонија со капацитет од 4000 пасоши на ден. Обврските за промена на пасошот течат од усвојувањето на Уставот кој се случува на 12 февруар 2019. Со донесување на Устав не се менуваат пасоши. И се донесени два закони за да некој издава пасош со Република Северна Македонија. Едниот е декември 2020, другиот е јуни 2021. Зошто толку доцна? Корона криза, избори, но најмногу заради расправата, која ја забораваме, дали таму треба да пишува македонец, дали граѓанин на Република Северна, дали албанец, не знам што. Првиот пасош со Република Северна Македонија може формално правно се издава законски од јули 21. До 12 февруар 24 денес. Има 600, може би нешто повеќе работни денови. Имаме машина која произведува 4000 пасоши дневно. Значи, можат да се издадат 2 милиони и 400-500 илјади пасоши. Министерот Спасовски почна да информира дека не се јавуваат на закажаните термини за снимани пасоши. На ден се закажани 4000 термини, никогаш бројката од 3000 не е надмината. 1000 термини некој ги зафаќа и не ги користи. Предпоставката дека имаме 800.000 или милион диаспора, во 45 ДКП-а на државата по светот се издадени во овие 3 години само 44.000 пасоши. Овие проблеми што се јавија доцна зимата со гужвите, сигурно дека бара некој подобар менеджмент за да подостоинствено луѓето, меѓутоа машината нема капацитет сега да. Дека пасошите важат, па и ние викаме важат. Ама надвор викаат не важат. Сега можело, може би требало кампања, не знам што. Јас имав средба со амбасадорката од Грција. Во делот на локалната сам. Вели имате 222 прекршока на Преспанскиот договор. Знаме на Вергина, несменето име. Тие немаат проблем да излезат надвор. Не спорно е тие тоа, се признаени. Ама ние имаме заеднички договор меѓународен договор. Ние сме блокирани. Ние 4 години од Грција бевме блокирани, можеме да мрднеме никаде. Никој не ни ја отвори врата. Да престанеме никогаш северна, да престанеме да мафтаме со знаме на Вергина, кое јас прв пат го видов 91-та година. Кога се појави Теодор Петров, кога го појави во парламент тоа знаме, јас имав 34 години, ја го немав видено тоа знаме. А имав поминато сите степени на образование. И сега, ние таа историја не сакаме да ја менуваме, нели? Реформата во образование ја прекинавме, за да не ни ја смени некој историјата, а во таа историја го немаше знамето од Вергин. Кон Република Грција, период од една година, 14 милиони излези има. Сега да направиме некој баланс, да речеме од Србија влегле 4 милиони, 9 милиони излези на македонски граѓани кон Грција. По 100 евра да троши, тоа се 800 милиони евра. Еве оваа влада била неспособна, менеджмент, не знам. Што направи новиот министер? Го прекина издавањето на пасоши. Образложение немам образци. А може да ги сликаш луѓето на тенане, па кои ќе дојдат образците. А зашто нема образци? Не знам дали нема, не знам. Стадион. Гледате радио на YouTube и Facebook. Имаме уште малку. Ако имаме слушател да го пуштиме 032-397-707-397-727, локал 104. Тоа се наши телефони. Ако не, полека да завршуваме.
Ристо Пенов во пасошот треба да пишува за албанците албанец, за македонците македонец. Се друго е направија на власта на ДУИ и на СС. Зашто да пишува? Во ниједен пасош не пишува. Го пишува името на државата. Тоа сум го студирал. Пишува Citizens of United States of America, граѓани на Република Бугарија. За словенците пишува словенско, на Хрватска, на Србија, значи не пишува македонец, хрват, бугарин, никаде во ниједен пасош. И да знаете само, под nationality се подразбира државјанство во меѓународниот наратив, меѓународниот речник. Пенов го кажа тоа дека поради таквата дебата било задоснато носењето на законите, според кои што закони треба да се издаваат документите со новото име Република Северна Македонија. Браво, Ристо Пенов. Имаме коментари за министерот Тошковски. Единица мерка Тошковски е за ефикасност и продуктивност. За кратко време покажа дека администрацијата во Македонија може да биде корисна и работлива. Ало? Се исклучил. Да ги прочитам уште некако наслови од денеска да бидете запознаени. Турканици на председателскиот терен, професори, лекари, гранжалници или луѓе со бели коси, што ќе биде одлучувачко? Видовте колку кандидати има. Ке ги коментираме во некоја друга прилика. Османи, Бујар и Кулеба, украинскиот министер за надворешни работи. Европската унија е наша заедничка едина. Добро. Пасошите за транспортерите и за превозниците ќе се издаваат на брза лента. Муцунски со апел за донации за Леонид. Таму каде државата е нефункционална, тука сме ние граѓаните. Леонид Индов. Опасна дрога доаѓа на Балканот. Први случај на предозирање во Словенија. Гневните француски земјоделци упаднаа на земјоделски саем во Париз. По години се гори, украинците масовно се предаваат. Бизарен случај, уапсен босанец, откако синот хомосексуалец го обвини за принуден брак. Бездомните кучиња имаат подобар живот надвор од Македонија. Ова беше се што можев да ви кажам и има едно интересно прашање што требаше да му го поставам на Тошковски, заборев. Изгледа од Министерството за внатрешни работи, другите институции, значи за разлика од Министерството, дали побрзо си ја завршиле работата или пак тие закони не важат за животните. Ало. Пасоши, да, ве слушам, повелете. Добар ден. Една порака до министерот во ова матно време да пази на кого се издаваат пасоши. Затоа што мислам дека на некој следен попис, некој од 30% ќе станат 50%. Видете министерот за надворешни работи во кои градови одеше да носи додатна опрема, тоа све беа градови каде што најмногу работат албанци. Ќе се внимава на кого на немакедонски државјани се издаваат веројатно пасоши. Многу да се внимава на тоа. И друга една работа би требало ова двојното државјанство да се укине. За сите државјани на Македонија, посебно за лица кои се на функции. Председател, премиер, пратеници и така. Благодарам. Зоран Лазаревски, лепенка на пасош, како на таблици. Се да биде бесплатно. Решен проблем. Го праша министрот околу резултатите за ефикасност. Ефикасноста никогаш не надминува 4%. Се друго е штимано во оддел за односи со јавност за потребите на личниот пиар на Оливер. Живеам само за денот кога Заев ќе клекне пред мене и ќе моли за името
што ни направи голем греф, што го смени. Оливера Ташевска знамето го има во Италија и во Австралија, Германија, Швейцарија, Словенија. Во многу други земји само СДСМ се залага во Македонија да не го користиме. Ово е одговор на, веројатно, на тоа што го кажа околу знамето од Вергина, Ристо Пенов. Значи, со ова да завршам, реков, за разлика од МВР, или можеби за животните не важат тие работи, или институциите од типот на Агенцијата за храна или некоја друга институција која што е Министерство за земеделие, ветерина и така натаму, можеби си ја завршиле побрзо работата. Не го знаев ова, ама ми го потврди дека е така. Значи и за животни, например, за домашни меленичија, за кучиња и слично, ако сакате да го носите надвор државата, исто така се издава пасош. Такви пасоши за кучиња биле издавани со името Република Северна Македонија, со новото име, уште пред да почнат да се издаваат пасоши за луѓето со новото име Република Северна Македонија. А го слушнавте Пенов, тие почнале да се издаваат откако е донесен закон, значи тука некаде јуни, крајот и јули, почетокот 2021 година. За кучињата, за животните, за домашните меленичиња, пасоши со Република Северна Македонија се издавале пред 2021, значи уште после подпишувањето на Преспанскиот договор 2018 и уставните измени кога беа 2019 година. Ова беше се во денешното издание на емисијата Стадион. Имате можност да го слушате министерот за внатрешни работи Панчо Ташковски или техничкиот министер, затоа што нели цело време го нарекува и техничкиот премиер Тала Џафери, ја ги нарекувам премиер, министер и готово. И дополнителниот заменик министер за внатрешни работи Митко Бајмацалиев. Имавте можност и една снимка да слушнете од интервју дадено за 24 Вести студио 10 на Ристо Пенов, министерот за локална самоуправа. Благодарам за слушањето, за гледањето, благодарам за јавувањата, за прашањата и коментарите. Пријатно и до слушање до наредната сабота. Стадион. Емисија за вашата вистина. Емисијата Стадион можете да ја гледате и на телевизиите. ВИС во недела од 17 часот и 30 минути. ТВ Здравкин во сабота од 20:30. ТВ КТВ во недела од 16. ТВМ во понеделник од 13 часот. ТВ Плюс во недела од 11. ТВ Протел во понеделник во 15 часот. Канал 8 во недела од 11:40. И ТВ Глоби во сабота од 19 часот и 30 минути. Гледајте Стадион.